Сите вработувања по етнички клуч и официјално се прекинати. Министерството за јавна администрација им даде насоки на институциите како да постапуваат, додека Уставниот суд не пресече дали балансерот се коси со Уставот. Додека оваа алатка е замрзната, актуелните огласи каде што е наведено дали вработениот треба да биде македонец, албанец, турчин или од некоја друга етничка заедница, се поништуваат. Во врска со решението на Уставниот суд од 18 септември 2024 година, Министерството за јавна администрација даде насоки за поставување на институциите од јавниот сектор. Веќе започнатата постапка за вработување ќе продолжи ако во јавниот оглас за вработување не наведена припадност на заедница и ако кандидатот не се обврзува во пријавата да истакне припадност на заедница. Во регистарот на вработени во јавниот сектор не се евидентираат податоци за вработените во институциите. Етничките вработувања се плод на Охридскиот рамковен договор и беа спорни за повеќето уставни судии. Токму поради ова, пред 10 дена Уставниот суд донесе одлука да се замрзне балансерот. Ова решение беше постигнато по дебатата која помина во знакот на тензии и препукувања, а најгласни беа судиите Осман Кадриу, Фатмир Скендер и Насер Ајдари. Тие тогаш предупредија дека ова може да предизвика меѓуетничка нетрпеливост. Дека балансерот долго време беше злоупотребуван е веќе консолидиран став во владината коалиција. Одвреди најавија дека ќе иницираат носење на нов закон за правична застапеност. Инаку укинување на балансерот беше предизборно ветување на ВМРО ДПМН. Премиерот Христијан Мицкоски во повеќе наврати предупреди дека се потребни длабински реформи во јавната администрација, која треба да биде во служба на граѓаните. Унапредувањата и вработувањата да се темелат на квалитет, знаење, посветеност ако сакаме да одиме напред. И ставот на повеќето експерти е дека балансерот како алатка е спротивна на голем број закони, акти, конвенции во рамки на Европската унија и нејзините институции.